На самиот почеток сакам да споделам некои информации, бидејќи се насобра доста во изминативе седмици. Било ми е што ја прочитавте таа вест за човекот со пресаденото свинско срце. Знаете ли што беше карактеристично? Што беше ново во таа операција? Не тоа дека му пресаделе свинско срце. Пресадување на свински органи кај луѓе имало и порано. Туку се работеше за генетски модифицирана свиња со човечки гени. Значи, посебно одгледувале свиња генетски модифицирана со човечки гени и тоа незиното срце, значи срце со човечки гени. Свинско срце со човечки гени, со надеж дека таквото срце организмот многу полесно ќе го прифати. Уште една голема, како што се изрази Борче во молитвата, научна глупост. Бидејќи срцето беше некаде во февруари, ако не се лажам добро, и само неколку седмици живееше човекот, 57 годишен, тоа запамтив, мислам Дейвид Бенет или некако така се викаше. И по само неколку седмици, дали беше сега почетокот на април или крај на март, човекот почина. Значи, свињо човечкото срце не откажа. Страшно нешто. Уште пострашна информација, и таа е малку месец дена стара. Во Калифорнија се произведени генетски модифицирани комарци и беа пуштени во воздух. Една фрапантна друга информација што ја слушнав, што ја прочитав поточно, официјална бројка 61.000 млади американци се официјалната бројка на починати млади американци од овие генетски модифицирани вакцини. COVID вакцините. И беше наведено дека се земени во предвид возрасти од 17 до 43 години. Вистинската, неофицијална бројка е многу поголема. Јас се сеќавам, во Грција имаше и под 17 годишна возраст, лани имаше 16 годишен еден, имаше една 16 годишна девојка во Италија, се сеќавам, беа починати од COVID вакцините. 8 годишната девојче, да, вчера што го кажа Олгица на гробишта во Бразил. Страшно нешто. Уште по страшна информација, кога велам страшно, не е за да ве плашам вас, вие што имате вера и надеж во Господа, совршената љубов, вели апостол Јован, го гони стравот. Сега во екот на руската војна во Украина, која што, како што реков порано, има за цел само да ја дефокусира јавноста. Меѓу другото, ја дефокусира и од оваа информација. Официјална Британија објави податок дека од 10 вакцинирани со COVID вакцините, од 10 починати од COVID, официјално прогласени дека починале од COVID, 7 од тие 10 биле 3 пати вакцинирани со COVID вакцините. Значи, од сите жртви на Британија прогласени како жртви на COVID, 70%, кој е мнозинство, биле не еднаш, не 2 пати, 3 пати вакцинирани. Поголемиот број. Значи, во најмала рака, човек да заклучи, ако ништо повеќе, полошо, да заклучи дека барем од COVID вакцините нема никакво фајде против COVID-от. Но ова се веќе досадни информации, бидејќи лани кажувавме многу вакви, слични.
Сепак ова официјална британска влада, односно некој нивно министерство да го каже, страшна работа. Меѓутоа се разбира, тоа нема да го чуете на тукашниве партиски вести или во медиумите во кои што доминира темата со војната во Украина. Да, и некои други банални теми кои што не се од интерес, не се од поважен интерес за населението, особено за Божиот народ. Но во меѓувреме се случи и една друга неверојатна вест или настан покрај многото лица што почина од COVID официјално, а од што почина вистински, тоа е друго прашање, беше и познатиот руски тежок националист Владимир Жириновски, овој месец почина, но она што е куриозитет кај него е што човекот беше не 3 пати, не 4 пати, 8 пати вакциниран. Не знам дали постои друг човек на планета кој што бил 8 пати вакциниран. И карактеристично друго за него беше што тој, бидејќи по природа тој е фанатик и така се даваше и многу такви изјави, дури знаеше да влегува во физички пресметки со други парламентарци во Руската дума, кој беше помлад во 90-тите години. За време на оваа ланска шизофренија, тој беше многу пофанатичен застапник за COVID вакцините. Ја критикуваше и руската власт, што, иако и таа ги рекламираше COVID вакцините, но сепак руската власт остави слободно, значи да не бидат наметнувани со сила, за разлика од Запад. Жириновски критикуваше руската власт зошто оставила слободен избор на граѓаните, зашто не ги наметнувала вакцините, туку дури изјавуваше дека треба да бидат уапсени сите тие што се спротиват на вакцините. И ето го човекот со 8 вакцини умре. Страшно нешто. Како Господ за оние што сакаат да гледаат и да слушаат, тија открива вистината пред очи, тија открива лагата на новиот светски поредок, на глобалниот фашизам, кој што и оваа есен се подготвува за нова епидемија. Сега летоска работат на тоа. А ние се молиме, јас најмногу, дај Боже, и тие планови да им бидат уништени и тоа да не се оствари. Дај Боже. Денес би сакал да зборувам за една тема за која што верувам дека не мислам, имам впечаток, може би грешам, дека нито еден адвентист на планетава не се занимавал со неја, а и јас до вчера. Или било кој друг празнувач на саботата, бидејќи такви има многу поише од адвентисти. Кое е значењето на големата сабота за христијанството воопшто, а особено за последната генерација, за адвентната генерација христијани? Дали некојаш сте размислувале на оваа тема? Инаку само накратко би сакал да повторам еден мој коментар што веќе го имав кажувано. Лобито што го спомна брат Никола, да, тие имаат побуда на богохулење со виножитото, меѓутоа од библиски, оно повисок
библиски аспект на гледање на историските настани, тие само се глупираат себе си. Се глупираат. Зошто се глупираат? Бидејќи виножитото Господ го даде за да биде знак на што? Дека тој повеќе нема да ја уништи земјата со потоп. Значи, што сведочат библиски гледано? Што сведочат содомитите денешни со тоа знаме? Сведочат, ние нема да бидеме уништени со потоп и со вода. И ние велиме да, амин, бидејќи и Содом и Гомор, вашите први предци, не беа уништени со вода, туку со оган. Ете така, оне што сака на Бога да му се наруга, апостол Павле вели, Бог не може да биде поруган, тој самиот себе си на крај си се глупира. Тука би сакал да споменам и сеќавам кога во првите 2 месеци од моето доаѓање во оваа црква, значи далечната ноември и декември, далечната 91 година, се сеќавам на една проповед на брат Никола Слимовски од ова место. Веројатно ќе те подсетам сега. Каде што тој велеше дека според некои податоци, не знам од каде, пред потопот луѓето, дали децата, дали луѓето воопшто, имале навика, многу им било интересно да си прават така балончиња од вода, сапуници и така да си ги пувкаат во воздух. И беа уништени со вода. А денешните луѓе, паралелата беше, имаат навика да си пувкаат што? Оганчиња. Се сети сега. И прашањето што тогаш го постави Никола од катедра беше да не случајно на овие последниви генерации им се заканува нешто со оган. Токму така. Самиот Господ го спореди последното време, помеѓу другото, значи и со времето на Ное, но и со Содом и Гомор. И колку е тоа денес актуелно и точно. И како и Содом и Гомор, новиот светски поредок ќе биде уништен со оган. Сега би сакал да размислуваме малку за значењето на големата сабота. Се поставува прашање. Ако ги читаме сите 4 евангелија, се добива следната слика. Петок навечер, најрано, тоа можело да биде за идисунце, ако се вели навечер, Јосиф од Ариматеја доаѓа кај Пилата со молба да му се предаде Христовото тело. Пред да биде примен Јосиф кај Пилата во резиденцијата, мора да било многу кратко, излегуваат еврејските пратеници од Синедрионот, кои што па предходно добиле дозвола од Пилата, побарале и добиле дозвола од Пилата да бидат прекршени колената на тројцата распнати, за да се забрза нивната смрт и нивните тела да не останат да висат во саботен ден на крстот. Понатаму започнува цела една процедура предводена од Јосиф. Подоцна се придружува и Никодим, нивни слуги, најверојатно, исто така
Јован и Христовата мајка тука присутни, може би по некој друг апостол. Процедура на ритуален еврејски погреб, кој што, кога ќе се земат предвид сите податоци и библиски и вон библиски, Христовото тело било подготвено за погреб во текот на целата таа ноќ до раните утрински часови, после полноќ. Не можеме да кажеме точно. Лука вели во 23 глава дека жените кои што сакале и тие да го помажат Христовото тело, го видоа телото како се вметна во гробот, го видоа гробот Јосифов, се вратија дома, подготвија мириси и миро, но тоа веќе беше пред зазорување и денот предходниот што измина беше Параскеви, како што не поучи Никола минатата сабота, беше денот на подготовка и саботата се зазоруваше. И затоа жените повеќе не можеа да направат ништо, бидејќи во саботниот ден останаа во мир според законот. Кога помине саботата, ако читаме, после саботата си купија што им фалеше мириси и миро, за да рано наутро, исто пред зазорување, отидат на Христовиот гроб. Но тогаш веќе го нашле празен. И каменот, карпата, тргната на страна. Има еден интересен настан, што се случил во саботниот ден, кога Христовото тело е во гробот. И за тој настан не известува само Евангелието по Матеј. Пред да го прочитаме текстот, значи Матеј предпоследна 27 глава, се поставува прашањето: зошто Христос? И на тоа прашање ќе одговориме. Зошто Христос, кој што за нашите гревови пострада и умре на крстот во петокот, зошто не воскресна веднаш следното утро, во саботата? Зошто чекаше да помине саботата, цел еден ден, и да воскресне, како што ни вели Марко, рано наутро, уште темница, во првиот ден од седмицата? Кои одговори можеме да ги дадеме за ова прашање? Зошто Христос во саботата веднаш не воскреснал следното утро, туку по цел еден ден, дори во третиот ден наутро? Точно. Првиот одговор е бидејќи како што Христос, кој го создаде светот? Бидејќи се беше преку Него и за Него создадено. Им пишува Павле на Колосијаните. И се од Него, и преку Него, и се во Него се одржува. Кога Христос го создаде светот за 6 дена, почина кога? Во седмиот. И затоа кај евреите, во еврејската мисла, не во денешно атеистичка, традиционално еврејската мисла, бројот 7 е символ на што? Символ на... Што е бројот 7 символ на? Комплетност, полнина, совршенство. Зошто Господ се почина или се одмори во седмиот ден? Затоа што веќе ги завршил сите своји дела.
во тие 6 ги завршил своите дела, а и сега, што значи тоа завршил? Значи, све било комплетно. Све било добро, или многу добро. После создавањето на жената, многу добро. До тогаш све било добро. Но на крајот од 6-тиот ден, све било многу добро, рече. Седмиот ден, значи, Господ се одмори, почина од своите дела, бидејќи неговото дело беше завршено, а тоа значи совршено, тоа значи комплетирано. Истиот Господ, кој беше распрат и погребан во петокот и веќе во ноќните часови пред саботата, зошто се одмараше во саботниот ден во гробот? Точно. И Господ со тоа што сака да покаже? Може да нафрлите вака од место. Да. Сака, значи, прв одговор, што можеме да... Имаме 3, јас имам 3 одговора. Ако најдете 4 и повеќе, слободно кажете. Прво, затоа што Господ и со своето почивање во Јосифовиот гроб, во текот на целиот саботен ден, одново го посветува саботниот ден. Како беше на почетокот? Господ создаваше за 6 дена и во 7-миот почина. Па тоа значи глаголот почина. Знаете, денес глаголот почина се претворил во нешто страшно, демек смрт почина. Меѓутоа, христијаните велел, наместо да кажат умрел овој или оној, зашто велат починал, бејќи тоа е глаголот на христијанската вера. Почина, значи тој се одмора. Не е мртов, спие. Зошто? Бидејќи има воскресение. Така и по завршеното дело на откупување на човештвото, завршено кога? Во кој ден? Кога Христос го заврши делото на откупување на човештвото. Во петокот, повторно во 6-тиот ден, нели? Во денот на подготовка. И во саботата почиваше во гробот. Зошто? Бидејќи саботата е ден за почивка. Саботата е ден за почивка. Зошто во православието по традиција тоа е единственото и плюс правилото за постот, единственото што остана од почитувањето на саботата во православието е покрај правилото за постот и тоа дека саботата е ден посветен за мртвите, за покојниците. Зошто? Знаете од каде доаѓа таа врска? Бидејќи покојниците што прават? Почиваат, а саботата е што? Денот за почивка. Тоа е таа врска. Саботата е ден за почивка и затоа саботата им е посветена на оние што почиваат, односно на покојниците. Сега, уште тука во тој факт, ќе видиме нешто, се гледа нешто, што е многу битно за последната генерација, за последното време или за адвентната генерација христијани. Но тоа ќе биде третата причина или третиот одговор зашто Господ почивал во големата сабота во гробот.
Реков да отвориме во Матеј 27 глава. Ке почнеме да читаме од 62 стих па до крајот. Се вели, на другиот ден, по петокот, се собраа првосвещениците и фарисеите кај Пилат. Значи, сега, кој тој ден? Во саботата. Значи, во саботата, на денешен ден, се собраа, Христос е веќе во гробот, така, се собраа сега фарисеите и првосвещениците кај Пилат. Зошто? 62-иот вели овој превод. Матеј 27, 62. Има некој проблем во други верзии? Да нема поинаков распред на стихови. 63-иот. И му рекоа: Господаре, се сетивме дека оној измамник уште дури беше жив, рече, што? По 3 дена ќе воскресна. И тука за момент да застанеме. Зошто Христовите непријатели се сеќава на овие Христови зборови, а неговите ученици ги заборавија? И сега да го прашате целото православие, зошто од сите саботи, во кои што другите саботи не смее да се пости, според апостолските канони, што самите ги цитираат, зошто само во големата сабота постите? Па затоа што во големата сабота учениците беа натажени, утепани од тага и жал заради Христа, разочарани, обесхрабрени и така натаму. И сега само треба да поставиме уште едно прашање. А зошто беа Христовите ученици натажени, очајни, утепани од тага и жал? Затоа што не верува или дури не ги помнеа Христовите зборови. По 3 дни ќе воскреснам, а неговите непријатели многу добро ги запамтија. И затоа отишле кај Пилат, му ги цитираат Христовите зборови, значи, пазите како ова, може да замисли како сега ова го доживува самиот Пилат, му дајаат евреите и му велат: овој Христос рече по 3 дни ќе воскресна. Кој уплав го имал Пилат која го слушнало? Во саботата се случува овој разговор. Затоа нареди да се причува гробот до 3-тиот ден, не повеќе. За да не отидат учениците негови ноќе, значи следнава ноќ, престојнава, и да го украдат, па да му речат на народот: воскресна од мртвите, та последната измама ќе биде полоша од првата. Пилат се разбира и самиот уплашен од можноста за такво нешто. Им рече: еве ви имате стража, одете и осигурајте го гробот како што знаете. Тие отидоа и со стража го осигураа гробот, а каменот го запечатија. И на тој начин самите евреи и римската стража, со дозвола на римскиот намесник Пилат, тоа што го направија во саботниот ден, го обезбедија, го осигураа гробот и со тоа го осигураа најсилниот доказ за Христовото воскресение. Значи, ги исклучија сите други можни причини зашто гробот би осамнал празен следното утро и ја осигура единствената можна причина зашто гробот осамнал празен следното утро. Затоа што Христос воскресна од мртвите. Некој може би можел да рече, ова е причината зашто Господ чекал и почивал во саботниот ден, за да евреите и римјаните го запечатат гробот, постават римска стража и на тој начин, кога секи биде спремно,
да воскресне од мртвите и тој настан кога ќе се објавува, кога ќе се проповеда, да звучи најверодостојно што е можно. Секако е причина. Но сега доаѓаме до третата и за мене најважна причина. Може би не сме размислувале, но од сите, било евреи, било христијани низ историјата, особено сите оние кои што ја празнувале саботата низ историјата, имало многу христијански цркви кои што тоа го правеле. Најмногу на исток, значи во православието, може би до 1204 година, до латинското, крстоносното освојување на Цариград, православието секогаш ја празнувало саботата пред тоа. Но и многу западни цркви, многу западни христијани и подоцна во текот на средниот век ја празнувале саботата. Но никој од нив, освен пионерите на адвентизмот први, не ја поврзале саботата со Божиот печат. Дали го знаевте тоа? Само пионерите на адвентизмот во средината на 19. век саботата ја поврзале со Божиот печат. А Божиот печат е нешто што се однесува на крајот на историјата, на последната генерација. Дали ја разбираме оваа тема, саботата како Божи печат? Како тоа саботата е Божи печат? Пример, сте празнували еден куп саботи во вашиот живот, со децении, вие постарите. И дали сте запечатени? Дали сте сега запечатени? Не. Дали постои жива душа на оваа планета денес, која што го примила Божиот печат, која што е веќе запечатена? Не. А сега, ако поставаме на друго да прашаме, дали постојат луѓе кои што веќе го примиле живот на звера, ќе речеме библиски не, но има некои што веќе тврдат дека тоа се случило, дали со вакцините, дали со нешто друго, трето. Се разбира и тоа не. Како е тогаш саботата, Божи печат и зошто има врска со Божиот печат? Ке се вратиме на Христовата смрт. Христос умре за кого? За нас и за нашите гревови. Така вели и писмото. И воскресна на третиот ден, според писмата, повторно. А што правеше вториот ден? Во саботата? Одмараше, почиваше во гробот. И реков, самата врска, саботата ден за почивка и затоа посветена на починатите, на сите што почиваат, и сите задушници се прават во сабота, и воопшто саботата е ден на покојниците. Сега, но дали Господ сака да бидеме мртви за да почиваме во сабота? Дали Господ ја дал саботата за живи или за мртви луѓе? За живи. Тука благодарам. А сенета ме воведе во следната мисла од нашата тема. Каква врска има смртта со гревот? Јас еднаш велев дека смртта му е жена на гревот. Гревот со смртта оди заедно.
Гревот не оди заедно со животот. Еве на македонски така и се совпеќе. Гревот е машки род. Животот е машки род. Гревот не е содомит да оди со животот. Туку гревот оди со именка од женски род, со смртта. Плата за гревот е смрт. Но дарот Божи е живот вечен во Исуса Христа, нашиот Господ. Каде го пишува тоа? Се сеќавате? Римјаните, 6 глава, 23 стих. Да отвориме во 6 глава, но за друг стих. Под насловот на главата, Римјаните 6 глава, мртов за гревот, жив во Христос. Ја почнува главата апостол Павле, во првиот стих и вели, што пак да речеме, ќе останеме ли во гревот, за да се наголеми благодатта? Никако. Или според Вук Караджич, Боже сачувај. Ние, кои сме умреле за гревот, како да живееме, како е можно, значи, прашањето сака да го постави е, како е, ако сме умреле, бидејќи сите ние во Христа, во неговата смрт се крстивме, потоа третиот стих, како е можно да живееме во грев? Дали си умрел за гревот? Ако некој умрел за гревот, може ли повеќе да греши? Не дали сака да греши или да не греши, туку дали воопшто може. Може ли мртвото тело да греши? И продолжува, третиот стих. Зарем не знаете дека сите оние што бевме крстени во Исус Христос, во што се крстивме? Во неговата смрт бевме крстени. Овие зборови се како најсилен можен удар со секира по стеблото и на протестантизмот и на еретичната нова теологија во денешниот адвентизам. Ако сте крстени во Исуса Христа, во неговата смрт се крстивме. Ако сме умреле за гревот, како е можно се уште да живееме во него? Дали е тоа воопшто можно? 4 стих. И така ние се погребавме со него преку крштавањето во смртта, за да можеме, како што Христос воскресна од мртвите, преку славата на Отецот, и ние така да живееме нов живот. Зашто ако сме сраснати со него во еднаква смрт, ќе бидеме соучесници и во воскресението. Знаејќи дека нашиот стар човек е распрат со него, за да биде уништено гревовното тело, па да не бидеме веќе робови на гревот. И најважниот, седмиот за оваа тема, бидејќи кој е мртов, овој превод вели, тој е ослободен од гревот. Замислете. Меѓутоа, сега, дали за да бидеме, за да станеме безгрешни, или поточно, дали за да престанеме да грешиме, треба да умреме дури? Адам можеше тоа да го направи. Адам можеше со својата смрт, како што гласеше законот, да ја плати казната за својот престап, така? Со својата смрт. Но што е проблемот? Што потоа ќе требаше да биде мртов за веки веков. За навек. Тој не може самиот сега да стане од мртвите, како што можел Христос. И како што Христос и стане од мртвите, вели Духот на пророштво со својата божествена сила. Ангелот дошол, го шутнал тонскиот камен, како да е џаблија, му се обратил на завитканото тело, како што самиот Христос не толку одамна пред тоа, му се обрати на Лазаровото тело. Исусе Христе, Сине Божи, стани,
твојот Отец те вика. Тоа е се што направил ангелот. И што се случило? И Христос станал со својата божествена сила. Затоа што Елена Вајт да информира исто така во ова, можеби, најубавата книга во историјата на христијанството, Копнежот на вековите. На крстот умрела само човечката природа Христова. Ова ќе го нагласам и посебно за сите антитринитарци во адвентизмот, на кои што им смета ова откровение. На крстот умрела, Елена Вајт го кажува тоа, само Христовата човечка природа, божествената природа не умрела, затоа што божествената природа ниту може да умре. Затоа што Бог не умира. Ниту може да умре. Затоа Бог требаше да стане човек, за да може да умре. Меѓутоа, Христовата смрт не беше некоја негова смрт. Христос умре на крстот за нас и нашите гревови. Значи, Христовата смрт во големата сабота, неговата почивка во гробот, беше нашата смрт. Зошто е тоа важно? Прочитавме, кој умрел, Римјаните 6:7, тој повеќе не греши. Мртво тело може да греши? Не може. Кој умрел, тој се ослободил од гревот. Меѓутоа, ако го примениме сега тоа на Христа, не важи. Зошто? Бидејќи Христос беше безгрешен целиот свој претходен живот. Христос кога умрел, не престанал тогаш да греши, како што секој еден од нас кога умира, престанува да греши. Бидејќи Христос беше и покрај сите искушенија и во ова смртно тело безгрешен. Беше и остана чист, неосквернат и безгрешен до крајот. Целиот Христов живот за него беше една голема сабота. Но исто така, за сите покојници, за сите наши, особено за нашите мили и драги, кои што ги погребавме, бидејќи за нив не е фактор времето, како такво, можеме да речеме дека сите тие, сега почиваат и за нив, секогаш, во секое време, додека почиваат, за нив е една голема сабота. Тие се влезени во голема сабота, бидејќи како Христос почиваат. И додека почиваат, тие ниту можат да грешат. Не ни можат да грешат. Не можат ниту да посакаат да не грешат, ниту да посакаат да грешат, ниту можат да грешат, дури и кога би посакале. И за христијанството од секогаш било вистина, дека тој што умира, самата смрт, телесната смрт, мислиме, го запечатува во смисол, го запечатува покојникот во смисол што тој повеќе не може да греши. Но што е сега новата вистина за последното време? Што е новата вистина во адвентизмот? Последната генерација ќе биде генерација, остатокот, запечатена со Божиот печат, но таква што никогаш нема да умре. Точно или неточно? Дали, уште еднаш поставам прашање, дали за да престанеме да грешиме, треба да умреме па да престанеме да грешиме?
Во христијанството тоа отсекогаш било случај. Кога човекот умирал, самата смрт го запечатува повеќе да не греши. Сега, саботата е денот на мртвите, нели? Затоа што е денот на почивка, нели? И безгрешниот Христос, кој што ја умрел нашата смрт, почивал со нашата смрт, него по право не му следувала смрт, бидејќи бил безгрешен цел живот. И тој кога почивал во гробот, значи, која слика ни ја представува со тоа? Ја представува сликата, бидејќи ние се расправме со него, прочитавме, ние бевме погребани со него. Значи, во Христа ние престануваме. Ако сме во Христа, ако сме крстени во Христовата смрт, значи дека умревме за гревот и повеќе не може да грешиме, ако сме во Христа. Не може повеќе да се греши. Според тоа, ако грешиме, што? Не сме во Христа. Не сме умреле, не сме сораспнати со него. Христовата смрт, иако Христос живеел безгрешен живот, 33,5 години, Христовата смрт сепак во еден извесен смисол нешто запечатила и кај него. Што е тоа? Тој беше безгрешен цел живот, од Витлеем до крстот. Но, додека дишел се уште, дури и на крстот, последните минути, сатаната се надевал дека ќе може да го натера на грев, да сгреши. И затоа последните мигови кога висел на крстот, најмногу се дереле. Семни се од крстот, па ќе веруваме. Демони во човечки облик се дереле заедно со толпата и начело со еврејските водачи. Семни се од крстот, па ќе поверуваме. Може да велеле и Жими мајка и еве се колнеме дека ако во овој миг слезеш од крстот, сите до еден ќе бидеме твои следбеници и ќе ти се поклониме. Може би имал и такви извици. Додека дишел, сатаната го искушувал Христа, за да сгреши. Да постапи спротивно на волјата на својот Отец. Во тој смисол, иако Христос бил безгрешен, неговата смрт, кога издивнал на крстот, ја запечатила таа можност. Повеќе не може да биде кушан. И самиот Христос повеќе не можел да биде кушан, штом умрел на крстот. Штом издивнал. И откровението ни зборува за таа последна генерација, за тој последен остаток на запечатени, кој што го нарекува, и Елена Вајд го нарекува Израел, и Библијата го нарекува Израел, тој остаток. Зошто се запечатени? Што значи тоа запечатување? Живи луѓе, кои што никогаш нема да умрат, а сепак запечатени, никогаш повеќе не сакаат, никогаш повеќе нема да грешат, затоа што никогаш повеќе не можат да грешат. Тоа значи смртта. Тој што умрел не може да греши. Никогаш повеќе не може да греши. Не е можно такво нешто. Како тоа овие се запечатени, но не умреле и никогаш и нема да умрат, а никогаш повеќе не грешат. Што мислите? Интересно прашање или погрешно прашање? Да, значи, тие се споредени со Христовиот живот. Нели, без мана, измама не се најде во нивните усти, не се осквернија со блуд, таму вели со жени, се мисли.
не се осквернија со било што друго. Тие се опишани многу слични на Христа. Но запечатени. Повеќе не можат да грешат. И саботата, ако се вратиме на создавањето, беше символ на завршеток, комплетност, полнина и со друг збор совршенство. Запечатените, што ќе бидат, слични на Христа, значи во секој поглед, Христовиот живот во нив, Христос ја умрел нашата смрт, за да Христовиот живот биде во нас. А каков е Христовиот живот во однос на греот? Безгрешен. Совршен. И сега, дали е ова не научно, но дали ова адвентистичка фантастика? Ако прашате многу теолози, дури адвентисти, доктори, магистри, да, не можеш да без греф. Додека бидеме во вакво тело, додека не дојде Господ, ќе си грешиме, и можеме да додадеме ги, ќе одиме па ги волите. Бидејќи кога Христос ќе престане да посредува за нас во небесната светиња, а тоа е бајаги време пред да дојде и да ги промени нашите тела во нови безсмртни тела и безгрешни. А ние продолжиме да грешиме после тоа, без посредник во небесното светилиште. Што значи тоа? Отидовме по ѓаволите, отидовме во вечна смрт. Дали барем малку разбравме што значи Божиот печат, зошто има врска со саботата, или обратно, зошто саботата има врска со Божиот печат, и дали сега малку, барем од малку, почнуваме да цениме зошто Христос почиваше големата сабота во гробот. Што беше битно целиот саботен ден, денот за почивка, да го помине во гробот. Логично е, нели? Господ создаде свет за 6 дена и почина во 7-миот. Според тоа, логично е Христос да почива во 7-миот, а кога да воскресне? Во првиот. И што значи првиот? Новото создавање. Значи, кога почна Господ да го создава светот? Во првиот ден. Што представува воскресението? Нов почеток. Ново создавање. Создавање на тоа ново, безсмртно и безгрешно тело. Саботата е Божиот печат. Меѓутоа, оваа вистина не само што мнозина ја отфрлаат надвор од адвентизмот. На мнозина адвентисти не им е јасно до ден денес, а и мнозина припадници на новата теологија исто така ја отфрлиле како и паднатиот протестантизам и целото христијанство. Но затоа Господ ја дал одново, ја обновил, така да речам, саботата за последното време, за последната генерација, бидејќи таа е Божиот печат. Без Божиот печат не може да се заврши овој свет. Не може Христос да дојде пред да биде запечатена последната генерација живи праведници, кои што никогаш нема да умрат, но кои што никогаш и нема да грешат. Ниту ќе можат да грешат после печатот. Како што починатиот, умрениот не може да греши после смртта. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Те благодариме, Господи, и денес во овој саботен ден, што си ја дал саботата, што за Божиот народ останува саботната почивка, токму затоа што таа не подсетува дека во Христа и единствено во Него, за нас распнатиот и воскреснатиот, можеме и ние да починеме од нашите грешни дела, да престанеме
да грешиме, а сепак да живееме. Ти благодариме, Господи, за оваа голема вистина. Ти благодариме за Твојата голготска смрт, сите маки и страдања, и за Твоето преславно воскресение, заради нашето оправдание, нашиот откуп, нашето посветување, нашето совршенство, нашиот вечен живот. Ние денес и целиот свет денес дишеме благодарение на Христовото воскресение. Христовиот живот кој што се предаде, кој што беше жртвуван за нас. Те молиме, Господи, благословени во остатокот од саботниот ден. Нека Твојата благодат биде со сите наши браќа и сестри, било каде да се наоѓаат, и оние кои што се на пат, и оние кои што се во маки и искушенија. Ме замоли сопругата на Јовче да се молиме и за нивниот син, кој што денес заминува во Косово како професионален војник. Чувај го, Господи, додека е таму во таа служба. Те молиме за семејството на сестра Катица, кој што поминува низ посебна тага и мака. Те благодариме што закрепнува сестра Мара Ефремова. Ти благодариме за мнозина други. Те молиме одново исто и за Ибраимовски, како се викаше, и брат му на Делчо Томче. Те молиме за сите кои што имаат посебна потреба за храброст, за Твое присуство во нивниот живот. Те молиме за брат Диме, те молиме за мнозина други кои што бараат топлина и утеха од нас, луѓето, да научиме, Господи, дека само во Тебе можеме да се подпираме, на Тебе да се надеваме, само од Тебе да примаме утеха и надеж за секое утре и за нашата сегашност. Ова те молиме и ти благодариме во Христово име. Амин.